Помина еден месец откако Европската Унија донираше 7 амбулантни возила за Скопската итна помош. Не е тајна дека беа добредојдени, бидејќи постојните се стари. But this is a partnership. When we help, we expect the authorities to deliver too. Citizens expect that also. Евроамбасадорот Дейвид Гир, кој во име на ЕУ ги предаде возилата, не случајно одлучи да испрати критика, дека донациите од Брисел во медицинска опрема честопати остануваат неупотребени. Доби ветување дека возилата набрзо ќе се најдат на скопските улици. Во периодот кога ЕУ ги набавуваше 7 возила за донација, тендер имаше и во Министерството за здравство за набавка на други 22 амбулантни возила. Се уште не е објавено дека е потпишан договор, но тие секако ќе бидат платени со пари на македонските даночни обврзници. Ако на тендерот на ЕУ имало 7 пријавени фирми, од кои 6 странски, на тендерот на здравство се пријавиле само 2. И од тие 2, понудата на едната компанија била отфрлена, со што де факто бил направен изборот. Набавката не би била во наш фокус ако целиот случај сите детали од него не стигнеа пред Комисијата за жалби по јавни набавки. Таа ја потврдила одлуката на Министерството, но независно од тоа, тендерот отвора дилеми. Во крајна линија, од решението на Комисијата и од информациите кои што ги собравме дополнително, испаѓа дека фирмата која што била дисквалификувана од тендерот на Министерството за здравство е истата која е избрана за најдобра на тендерот на делегацијата на Европската Унија. Што е последицата? Возило купено од Министерството за здравство ќе чини 90.000 евра без ДДВ по парче, додека оние кои што ги набави и донираше Европската Унија со незначително помалку медицинска опрема чинат драматично помалку, околу 63.000 евра по возило. Но да одиме поред. На 12 декември 2023 година Министерството за здравство распишува оглас за јавна набавка на 22 амбулантни возила со надоградена медицинска опрема. Рокот за поднесување понуди е 5 јануари 2024 година, за кога е закажано и отворањето на понудите. На 6 февруари е објавена одлуката за избор на најповолна понуда, онаа на Автомобиле СК, овластен увозник на возилата Фијат во земјава. На таквата одлука се жали единствената друга фирма која се јавила на тендерот – Euroimpex, овластен увозник на Пежо во земјава. Клучен момент во жалбата на дисквалификуваната Euroimpex се димензиите на возилата. Во тендерската документација се бара возилото да биде со должина од најмалку 5410 мм, меѓуособинско растојание од најмалку 3450 мм, ширина од најмалку 2000 мм и висина од најмалку 2530 мм. Автомобиле СК понудиле возило Fiat Ducato со должина 5413 мм, меѓуоскино растојание 3450 мм и висина од 2539 мм. Но од Euroimpex тврдат, возило со такви димензии не постои. Понудениот модел Fiat Ducato, кој има должина од 5413 мм, меѓуоскино растојание од 3450 мм и е презентиран во точка 1,8 од техничката спецификација на понудувачот Автомобиле СК. Има висина од 2522 мм, а не 2539 мм, како што стои во нивната техничка спецификација. Висина од 2539 мм се однесува на моделот со должина од 6363 мм и меѓуоскино растојание од 4035 мм. Ваквото тврдење Euroimpex го темели на два извора. Првенствено, во јавно достапните каталози за возилата Fiat Ducato, на вистина, нема верзија која истовремено има должина од 5413 и висина од 2539 мм. А тоа го знаат добро во Euroimpex од едноставна причина што и Fiat Ducato и возилото што тие го понудиле, Peugeot Boxer, се едно исто возило, само со различна значка. Возилата Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper и Opel Movano се произведуваат во Stellantis Sevel, фабрика за автомобили во Атеса, Италија. Двата модела, Fiat Ducato и Peugeot Boxer, се разликуваат само во заштитниот знак поставен на предната хауба и во називот на моделот поставен на задната врата. Сите останати карактеристики се идентични: каросериска изведба, димензии на возилата, вградените мотори.
Големата разлика покрај овие навидум ситни разлики во милиметрите е цената во евра. На тендерот на ЕУ, на кој подсетуваме, се барало незначително помалку медицинска опрема. Euroimpex бил избран за најдобар понудувач со цена од 63.400 евра без ДДВ по возило. На тендерот на Министерството за здравство, дисквалификуваниот Euroimpex понудил цена по возило од 70.570 евра без ДДВ. Понудата на единствениот преостанат понудувач на тендерот на здравство, Автомобиле СК, е значително повисоки 90.000 евра без ДДВ по возило. Ако се земе предвид дека се купуваат 22 возила, тоа значи дека вкупната понуда на Euroimpex за тендерот на Министерството за здравство изнесувала 95.480.000 денари или 1.552.500 евра. Понудата на Автомобиле СК пак изнесувала 122.026.146 денари или 1.984.165 евра. Интересна коинциденција е тоа што предвидениот буџет за набавката во Министерството за здравство го одредиле на 122.033.898 денари или 1.984.291 евро. Тоа е безмалку идентично со единствената понуда која на крај останала валидна. Па, дисквалификуваните Euroimpex прашуваат: како Министерство за здравство донесе одлука за спроведување на јавна набавка, при што утврди дека за реализација на предметната набавка и се потребни 122.033.898 денари без ДДВ. И при тоа утврдиле и одлучиле на седница на владата на Република Македонија дека лошата состојба во јавните здравствени установи за укажување на брза помош ќе се подобри со набавка на количина од 22 амбулантни возила наместо 28 возила кои реално би се набавиле согласно пазарните цени. 360 степени се обрати со прашања и до Автомобиле СК и до Министерството за здравство. Од здравство одговорија: Договорниот орган ја спроведе евалуацијата согласно доставената документација од страна на економските оператори, врз основа на кои утврдено дека понудата на компанијата Автомобиле СК во целост ги исполнува условите од тендерската документација. Како аргумент дека направиле правилен избор, од здравство подлекуваат дека набавката поминала и управна контрола, а одлуката издржала и жалбата пред Комисијата за жалби по јавни набавки. Така, независно од аргументите на жалителот Euroimpex дека не постои возило кој истовремено има должина од 5413 мм и висина од 2539 мм, од Министерството остануваат да го сметаат за релевантен документот на најдобриот понудувач Автомобиле СК, во кој пишува дека возилото кое го нудат е со бараните димензии. На нашето прашање, дали висината на возилата без светлата за ротација ќе биде контролирана при техничкиот прием, од здравство велат: Договорениот орган во оваа, но и во секоја јавна набавка на стоки, секогаш во моментот на приемот на предметот на набавка, во присуство на носителот на набавката, записнички констатира несоодветен квалитет, несоодветна форма или други отстапувања од барањето за испорака и понудата, со што се врши контрола на стоката која се испорачува и дали спецификациите на испорачаната стока соодветствуваат со наведените спецификации на стоката во доставената техничка понуда на избраниот понудувач. Новите амбулантни возила, донација од ЕУ, кои чинат по 63.000 евра без ДДВ, веќе се на скопските улици. Така велат од здравствениот дом Скопје. Во моментов не се знае кога на улица ќе се појават речиси идентичните возила купени од Министерството за здравство, кои чинат 90.000 евра без ДДВ по парче. Целата јавна набавка беше спроведена во време на претходниот министер за здравство, Фатмир Меджити. Кога собранието го разреши бидејќи остана верен на Арбен Таравари. Остана само подпис на договорот, за кој сега е надлежен новиот министер Илир Демири. Од Euroimpex најавуваат дека битката ќе ја продолжат пред управниот суд, што сепак не го одложува спроведувањето на набавката. Еве вака се трошат нашите пари.